Почитувани граѓани, почитувани медиуми. На 15 јули одлучуваме дали ќе одиме напред или ќе се враќаме назад. Или ќе продолжат да растат платите или ќе се полнат џебовите на луѓето на Груевски. Одлучуваме дали целосно ќе се заштитиме од ковид вирусот или ќе оставиме неодговорни луѓе да донесат хаос, паника и закани по здравието на сите нас. На 15 јули одлучуваме дали ќе го прочистиме судството од корумпираните или Мицковски ќе го спасува Камчев и Груевски. Дали после НАТО ќе влеземе во ЕУ или ќе дозволиме да ја загрозат нашата иднина. Не смееме да ја прокоцкаме единствената шанса. Многу вложивме за оваа шанса во овие 3 години. Денеска е нашиот последен ден од оваа кампања. За овие 20 на дена го поминав целиот исток по неколку пати. Целата трета изборна единица, сите 23 општини. Се сретнав и разговарав со многу земјоделци, со многу работнички и работници, со многу стопанственици, со пензионерите, со лекарите, со младите, со и граѓаните прават разлика. Имаат повисоки плати, имаат подобар стандард, имаат поддршка стопанствениците, има поддршка земјоделството и руралниот развој, има поддршка за младите. Го вративме достоинството. Нема веќе страв, нема веќе закани, нема списоци, нема уцени. Слободно дишеме и зборуваме. Затоа одговорноста е пред секој од нас. Заедно и одлучно треба да се спротиставиме и на ВМРО ДПМН, и на ДУИ, и на сите остатоци на режимот. Време е да тргнеме напред, но без ланци кои влечат назад кон режимското минато. На нашата држава и требаат конечно честни, искрени, храбри и одлучни и нова генерација на политичари, кои работат единствено и само во интерес на граѓаните. Политичари кои што се борат за правда, за ред, за дисциплина, за напред. Затоа ни треба чист мандат. Затоа барам од вас чист мандат. За да спроведеме честни, одлучни и ефикасни реформи во правосудството. Без блокади, без кочење и без враќање назад. Секој да одговара за секое сторено дело. Секој да е еднаков пред законот. Ке спроведеме бескрупулозни реформи во правосудството. И тоа е нашата прва задача и обврска од новиот мандат. Драги пријатели, постигнавме многу, но можеме и уште повеќе и уште подобро. Затоа ве повикувам на 15 јули, почитувајќи ги сите мерки за заштита, со маска на лицето и со држање на социјална дистанца, да го сварите вашето право на глас. Гласањето и изборниот ден ќе биде 100% безбеден. Вашата одлука ќе определи вашата иднина, иднината на вашите деца, иднината на сите генерации. Затоа овие избори се толку важни. Затоа во среда никој не смее да остане дома. Не е доволно тоа што граѓаните го веруваат дека владата ќе ја формира СДСМ. Тоа е точно, но ни треба голема разлика. Ни треба чист мандат за честните, одговорните и за да продолжиме по овој пат, да не се враќаме назад. На 15 јули од истокот, од третата изборна единица и од целата земја, СДСМ и најголемата коалиција формирана досега пред било кој парламентарни избори, најразноликата, најдемократска, најмоќна коалиција Можеме, ќе осварат чиста, јасна и гласна победа. Затоа ќе продолжи оваа земја да оди напред. Ви благодарам.